во оваа фаза да видиме ВМРО ДПМН што ветуваше и дали ќе ги поддржи. Еве, дури искрено и сега најавувам, амандманите од минатиот состав кои они ги предлагале, кои ние сметаме дека биле позитивни, а имало позитивни, сега ќе им ги приложиме. Ова се ваши амандмани, од претходниот мандат кога бевте опозиција. Ајде сега да видиме дали сте јунеци да ги Како поддржите. планирате да се видов една иницијатива за враќање на проектот Купи куќа. Купи куќа, купи стан беше порано, сега ќе бидела. Глупост е тоа. Сега ќе бидела само Купи куќа Тоа е глупост. за млади брачни парови до 120 квадрати или не знам, до 60.000 евра или пола од инвестицијата ќе бидела платена од државата, пола од нели парите за. Ама нормално е, тоа се феудалци така размислуваат дека 30.000 евра некој има под перница да ги дае, па 30.000 евра уште не се да не ги размислува дае. така на пример и Купи куќа, купи стан порано беше пола зимаш кредит од банка, пола ти дава грант државата. Значи, како ќе земе кредит во банка кога се не договори на определено време? Не им даваат кредити во банка на дали младите, вие тоа е би работа. поддржале таков проект? Значи, Мора мора да да не се навлагам ја во делот како ќе си обезбеди некој пари па пола да му даде државата. Дали вие би поддржале некој таков проект? Дали би поддржале таа бидејќи најавија таква иницијатива? Еве без пример нека е. Нешто што ќе мислите дека мислам дека е социјална мерка, мислам дека е левичарска мерка. Не, ама он има Не, на пример за апсолутно. градење на станови Апсолутно, и значи, за давање. ами ние во минатиот мандат, јас можеби еклатантниот пример за нашата политичка конструктивност, стално го издвојувам. Ноември ми се чини 2021 кога ние седнавме на маса да направиме ново мнозинство, да го турнеме заев. Значи тоа е за нашата политичка конструктивност. Од друга страна, и во мандатот на СДС, многу пати наши законски решенија биле одбиени, па после нели ги поднесени како на СДС решенија, ние сме ги поддржувале тие. Па крајно, може би грешам, мислам дека нивна беше иницијативата за недела неработен ден, и ние го поддржавме тоа. Па од друга страна имавме законски решенија кои ги поднесовме со ЛДП за ограничување на провизиите на банките. Значи ние секогаш сме биле, ние не сме деструктивни за да бидеме деструктивни. Ние сме деструктивни кога политичкиот естаблишмент сака да постигне нешто што не е воопшто во интерес на граѓаните. Во однос на тие социјални проекти, малце интересно и можеби треба да се искоментира дека СДСМ кои се наводно социјалдемократска партија има помалце социјални проекти него што имаше Груевски вакво од 2006 до 2016. Значи Груевски дефинитивно имаше повеќе социјални проекти него ли СДСМ што имаше. И сега сите тие социјални проекти кои се од корист на граѓаните ние апсолутно нема зошто би ги кочеле или па не поддржувале. Но за конкретниот овој пример, мислам дека е козметичка нели вакво мерка, затоа што Купи куќа, пак да се навратам, 60.000 евра пола ќе даде владата. Онде просто 6.000 евра ја зема Николовски како пример. Ама сите цело време ја даваат, ама цело време ја даваат од прилика таа цифра еве. 120 квадрати 60.000 евра, ја не знам каде може да се купи, можеби баш. Може да се изгради за 60. Да, ама и тоа е малку на периферија, затоа што тука и спаѓа вакво. Добро, ама Македонија нормално не е само Скопје, Македонија е 25.000 квадратни километри. Целата работа е дека ние овде имаме структурални проблеми. Еден од тие структурални проблеми е дека младите немаат пристап до кредити од банка. Затоа што ние цело време го вергламе истото, дека генерално работниот однос се заснова на договори на определено време. Со договори на определено време банката никогаш нема да ти даде кредити. И тоа е прашањето за млади брачни парови. Можат нивните династиски политичарчиња да обезбедат 30, 50 и 100.000 евра од нивните татковци и мајки или па они на мекици што добиле? За нив може, апсолутно, се согласувам. Ама за обичен, млад брачен пар да најдат 50.000 евра без кредит, тоа нема да се случи. Значи, тоа не се оди доволно. Океј е вака, социјално позитивна мерка, ама мене ми е страв дека нема да донесе некој. Што предлагате на социјални станови? Апсолутно. Значи, државно градежно предпријатие кое ќе гради социјални станови, а градежно предпријатие на кое нема да и биде цел профит, ќе биде цел јавна услуга, јавно добро. А становите ќе се продаваат или како? Сега тоа е веќе влегување во детали. Во Југославија на пример имало отплаќање на што се вика на 100 години со мали без камата.
Да, значи кој ќе биде моделот? Значи, битното. поентата е ова е политичка интенција. И сега за деталите околу правно финансиските, модалитети не треба амар да ги знаете. Сигурно има комисии кои ќе состават законот како ќе биде моделот и предлог на законите. Да, ама треба конечно да се тргне во таа насока. Прашањето, само да кажам, прашањето ми беше дали ќе бидете конструктивни во смисла кога има добри проекти, дали ќе ги поддржите, како што сме биле и претходно, но повторно ви велам, значи ние планираме, дури едно од првите законски решенија кои ги поднесеме е за една изборна единица. Ајде да се видиме на Мегдан, затоа што ветувате по пети пат прва една изборна единица, ајде одма да видиме дали сте за една изборна единица. Искрено, мојата политичка интуиција вели дека тоа они ќе го заташкаат, ќе го одбијат и нема да го прифатат нормално. Значи, во оваа фаза да видиме ВМРО ДПМН што ветуваше и дали ќе ги поддржи. Еве, дури искрено и сега најавувам, амандманите од минатиот состав кои они ги предлагале, кои ние сметаме дека биле позитивни, а имало позитивни, сега ќе им ги приложиме. Ова се ваши амандмани, од претходниот мандат кога бевте опозиција. Ајде сега да видиме дали сте јунеци да ги поддржите. Како поддржите. планирате да се борите со ставањето на или со ставањето адакта на можноста да направите филибастеринг? Јас колку што знам, да, и тоа, сега ќе го искоментирам, Љупчо Златев во една емисија, најдобриот новинар на сите времења моментално, он коментираше нешто, левица, джаби ме сега 6 пратеници. Нас мисли, ќе ти изваде. Да. Значи, джабе име, нели сега пратеници, опозицијата е хендикепирана со деловникот, и после неговиот соговорник кажам, имаат пратеничка група, знаете, сепак тоа не е, има простор за маневрирање, и он искоментира и тој ќе го смениме, знаете. Тоа е тој мајндсетот на ВМРО ДПМН, така да верувам дека има, значи, простор да се биде конструктивна опозиција во поглед на тоа дека имаме пратеничка група, со пратеничка група следи и председавање со комисија на собранието, ќе видиме која комисија, сите тие работи, така да демократијата е оштетена дефинитивно со несењето на деловникот и ние на тоа повикувавме, на крајот нашите пратеници затоа и пробаа насилно да ја спречат таа седница да продолжи да се донесе тој нов деловник. И на крајот на криштата и новинарите и јавноста и сите сега ќе видиме на дело како е тоа. Ние повикувавме на опасностите, алармиравме за опасностите, тие генерално беа ставени под тепихот целата стручна јавност, политолози, правници не се огласија во врска со тоа. Сега имате ли широки јакни за димни бомби? Тоа е сега. Да парафразирам, тоа е прашањето. Ќе се служиме со сите вакво механизми во доменот на политичкото дејствување, кои може да домет на политичко дејствување е ИРА. Мислам и тоа е политичко дејствување. Разбирате. Ние сме парламентарна партија, така да ќе во вие ќе бидете Шин Фейн. Шин Фейн, да. Значи ќе се служиме со механизмите кои ни се оставени. И само определување на Косово беше парламентарна партија, ме разбираш? Така. И сега е владеачка партија. Апсолутно. Значи, на крај на криштата, и ова ние го порачуваме, ако планираат да носат своеволни закони, кои ќе им служат на нивните олигархиски спонзори, а кои ќе одираат по граѓаните, нека бидат спремни на се. Ова отворено го кажувам како пратеник, мислам, ќе има блокади, ќе има лупање со чевли, може би и појако, затоа што тоа е тоа. Ние сме народни представници, јас цело време тоа го повторувам, 2 милиони не може да не собере во една зграда. 120 треба да одлучуваат во името на сите нас. И на нас ни е доверен мандат, на нас ни се дадени 70.000 гласови и ние тие 70.000 гласови ќе ги представуваме доследно. Нема да може да има самоволие просто. Што ќе правите ако влезат во авантура на внесување на бугари во устав? Тоа е тоа. Ќе се обидеме да ја спречиме седницата, мислам, тоа е наша политичка протести би организирале. Апсолутно би повикале на протести, да. Би повикале на протести и сметам дека би имало и мобилизација околу тоа прашање. Тоа е целата работа, тоа повторно што го кажа. ВМРО ДПМН очекуваше преку своите петпарачки медиуми и своите медиумски куки и преку своите политички аналитичари левица да ја спушти што подоле колку што е можно, затоа што знаеа дека ако освоиме доволен број на претеници, дека едноставно на секоја нивна грешка ќе капитализираме. И левица заврши овој изборен процес, го заврши како победник.
И тоа ми е Дефинитивно. следното прашање, како ќе ги коментирате изборните резултати? Мислам, прво, од почеток да почнеме, како се задоволни од бројот на гласови за Ванковска, како се задоволни од парламентарните избори, од тие гласови, очекувавте ли толку да има ВМРО ДПМН толкова победа, толку голем број